Нелегалната сеча не запира. Само во последните 2 дена во Делчевско се одземени 19 кубни метри дрва, додека во координирана акција во Струмичко е разбиена организирана група од над 20 дивосечачи. И во текот на изминатите денови, значи кога се празници, кога е викенд, дрвокрапците не мируваат, меѓутоа не мируваме и ние. Од она малку кое што можат граѓаните да го видат е вистината дека ние всушност работиме. Се она кое што сме го сработиле не е пуштено во етер, значи граѓаните да не мислат дека само тоа е она кое што ќе го видат и толку е завршена приказната, меѓутоа нели согласно нивните би рекол движења ќе следат и нашите активности. Ова потврдува дека и покрај сите засилени контроли, крими групите и понатаму успеваат да се пробијат до шумите. Тоа се, да не кажам постојано истите региони, значи тоа се би рекол и истите луѓе кои што го работат тоа. Јас многу пати во минатото апелирав дека ние како држава ќе мора да најдеме еден механизам да тие луѓе кои што еднаш или 2 пати биле фатени во такви дејности, во такви дејанија, да им најдеме соодветни казни да не го повторуваат делото. Доколку тие поминат само со парични прекршочни или не знам какви други благи би ги нарекол казни, тогаш тие луѓе постојано ги повтараат делата. Истата приказна е и во Радовишко, и во Струмичко, и во Струшко, и во Делчево, како што кажавте вчера, и во Штипско. Дали нелегалното сечење ќе се засили со подобрување на временските услови? Со подобрување на временските услови, дрвократството генерално се намалува затоа што добар дел нели од луѓето веќе не користат оган за затоплување и претпоставам дека побарувачката за дрва е намалена, од тие причини нели и овие луѓе се преориентираат на други активности кои што периодов кој што ќе нели надојде ќе ги работат се до доаѓањето на би рекол новата грејна сезона. Меѓутоа, повторно ќе кажам, ги има и ќе ги има. Ние сме тука да превенираме пред се и доколку не можеме да направиме превенција да го стопираме она кое што ќе се случува на терен.